Светлопис раскази за деца. Цветници. Во овој светол и преславен ден со духовна радост го празнуваме влегувањето на Господ Исус Христос во Ерусалим. Овој настан следи по чудото на воскресението на Лазар, кога многумина, гледајќи ја Божјата сила, поверуваа во Христа како Син Божји и дарител на животот. Но во исто време, кај оние што не поверувале, се зацврстило одлуката да му нанесе зло. И покрај тоа, Господ доброволно тргнал кон страдање, заради спасението на светот. Кога се приближил до градот, Христос им заповедал на своите ученици да доведат младо осле, на кое никој дотогаш не седнал. Потоа, седнувајќи на него, смирено влегол во Ерусалим. Така се исполнило древното пророштво. Ете, царот твој доаѓа круток, седејќи на осле. Народот излегол да го пречека. Луѓето ги простирале своите облеки по патот, а во рацете носеле гранчиња од палми и маслинки. Од сите страни одекнувал гласот: Осана, благословен е оној што доаѓа во името Господово. Особено се истакнал гласот на децата, преку кои се исполнило словото. Од устата на младенците и доенчињата се примил пофалба. Гранчињата што се носат не се само знак на радост. Во древниот обичај тие означуваат победа, чест што им се укажувала на победниците. Но овде се објавува поинаква победа, не победа со оружје, туку победа над гревот, над злото и над смртта. Христос влегува како цар, но неговото царство не е од овој свет. Тој не доаѓа да владее со сила, туку да ја воспостави вистината и да го врати човекот во заедница со Бога. Ослето на кое седи станува образ на народите, кои порано не го познавале Бога, а сега го примаат Христа и го следат како цар. Така се открива дека неговото царство е за сите луѓе. Влегувањето во Ерусалим не е само историски настан, туку и духовна тајна. Христос влегува тивко и смирено, не барајќи надорешна слава, туку отворање на човечкото срце. Каде што има мир, кротост и љубов, таму се открива неговото присуство. Со овој празник се објавува почетокот на патот кон страдањето, но и предобраз на победата. Зошто оној што денес е пречекан со гранчиња, наскоро ќе пострада, но ќе ја победи смртта и на луѓето ќе им подари живот вечен. Со неговото неискажливо милосрдие, човекот е повикан да стане учесник во таа победа, победа над страстите и влез во светлината на воскресението. Светлопис за деца.